Берзите од САД преку Азија до Европа забележа големи загуби во време кога здравствените власти потврдија нови подрачја на Блискиот Исток и Европа каде се појавил вирусот. Пазарот сега покажува дека епидемијата се уште не кулминирала и дека состојбата ќе се одрази на многу полиња покрај снабдувањето и туризмот. Коронавирусот предизвика страв и се поостри мерки од властите во многу држави, што резултираше во затварање и парализа на трговските текови, особено во Кина, втората најголема економија во светот. Во Кина има карантин врз 150 милиони луѓе. Тие заминале на одмор за Нова година и не може да се вратат на работа. Освен компаниите, ефектот го чувствуваат и потрошувачите. Ќе видиме вистински негативни ефекти од заразата врз економијата. Веќе се случува. Например, Apple најави дека ќе има забавување во производството на iPhone во блиска иднина. Некои сметаат дека економскиот удар ќе биде интензивен, но со кус век. Аналитичарот Марк Хамрик го споредува коронавирусот со ураган. Штом ќе мине, веднаш почнува обновата и активностите постепено се враќаат во нормала. За инвеститорите кои што се фокусирани на кус временски период, ефектот е реален, но инвеститорите кои се подолгороčno насочени размислуваат, ќе инвестираме и ќе дочекаме подобри времиња. Коронавирусот нема да биде последен патоген што ќе ја потресе економијата на различни континенти. Аналитичарите велат дека прашањето е дали државите и компаниите ќе ги научат лекциите од заразата и дали глобалната економија ќе стане поотпорна на идните шокови.